Добар ден, почитувани. Го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е директорот на ЕСМ Васко Ковачевски. Господине Ковачевски, Државниот завод за ревизија пред неколку дена го објави ревизорскиот извештај за работата на вашата компанија и изрази неповолно мислење за реалноста и објективноста на финансиските извештаи во 2020 година. Зошто толку лоши извештаи? Опозицијата дури оцени дека има простор за работата на органите на прогон. Извештајот на Државниот завод за ревизија за работењето на акционерското друштво ЕСМ, направен во 2021 година, е всушност прв ваков извештај од 2007 година наваму и е сублимат на сите работења на компанијата во изминатите 14 години. И во овој извештај се наведени проекти кои што се од правен или од економски аспект не се дозавршени и се однесува на проекти кои што се започнати и пред раздвојувањето на тогашното ЕСМ, Електростопанство на Македонија, и тие проекти ги обременуваат сите годишни извештаи на акционерското друштво ЕСМ во овој период, подолг период. Ние тие проекти ги имаме на увид секоја година и сметаме дека со насоките кои што ги добивме од Државниот завод за ревизија, дека треба да ги имплементираме чекорите кои што ќе доведат до завршување на тие проекти од финансиски и од правен аспект. Ние се подготвуваме во наредниот период како акционерско друштво ЕСМ, ќе излеземе во јавноста и ќе кажеме кои проекти, кога и како започнале, зошто застанале, зошто не се завршени, зошто дел од тие проекти не може да се користат, односно да се имплементираат, така да во наредниот период ќе имаме и за овој извештај комплетна информација до целокупната јавност. Ревизорите констатирале дека во изминативе 9 години се потрошени 42 милиони евра на незавршени енергетски проекти на набавена опрема која не се користи. Ќе има ли одговорност од некого? Да, секако, дел од овие проекти веќе се во надлежност на институциите, за дел од овие проекти веќе се водат и судски процеси за трошењето на државните пари или парите на компанијата, односно на државата. И сметам дека во наредниот период исто така со до завршување на овие проекти, односно на финансиската или комплетната документација, ќе се утврди точно одговорноста на кој од менаџерите од сегашното или од претходното раководење на компанијата има пропусти во одредени проекти. Јас исто така во повеќе наврати ги повикувам и сега во оваа прилика сите надлежни институции да ги проверат сите тие предмети, да доколку има пропусти во работењето на било кој од менаџерскиот тим, дали од сегашниот или од претходните раководства на компанијата АДСМ, да се поведи постапки за одговорност. Една зграда на ЕСМ е завршена и не е во функција, не е ни почната постапка за вадење на имотен лист. Другата, оваа во која го снимаме интервјуто, нема завршено фасада, а се потрошени милиони евра. Кој е виновен за тоа? Овие два предмети кои што ги споменавте се започнати како имплементација на проекти, односно првиот е за изградба на нова административна зграда на АДСМ и истовремено и за реновирање на постоечката стара зграда од претходните раководства на АДСМ во изминатиот период. И ние како ново раководство веќе имаме доставено документацијата од надлежните институции, исто овие два предмети се предмет на обработка, затоа што да видиме зошто во текот на градба се направиле пропусти на новата зграда и зошто на актуелната зграда, која што беше во заедничка сопственост со ЕВАНА, имаше заеднички договор за реконструкција во некаков бароктен стил, и кога се случи пожарот, се прекина тој договор со тогашниот изведувач и по основ на тие договори има претрпено штета и компанијата и државата, така да одговорности секако дека мора да има. Господине Ковачевски, колку чини справувањето со енергетската криза? Ние од буџетот добивме поддршка од 170 милиони евра, кои што средства би искористени наменски, директно за справување во енергетската криза и за кои што средства од наменската сметка кои што добивавме на ЕСМ, ги менаџиравме 6 продукти дополнително кои што беа дадени како обврска од владата,
Знаете, согласно законот, ние во минатата година имавме обврска да испорачаме 70% електрична енергија кон Еванаком, ова година 60%, остатокот да го продаваме на слободниот пазар, но во услови на криза и во услови на енергетска криза, на финансиска криза, па сега и воено-политичка криза, владата не задолжи 100% да ја снабдуваме Еванахом, универзалниот снабдувач со енергија, дополнително не задолжи да ги покриеме техничките загуби како втор продукт, тоа е техничките загуби во системот на Евана електродистрибуција. Исто така не задолжи да ги покриеваме и техничките загуби по регулирана цена на преносот на систем, тоа е МЕПСО. Добивме задолжение заради справување со енергетската криза да ние ЕСАМА го активира ТЕЦ Неготино, енергетски капацитет кој што в 12 или 13 години претходно беше во мирување, успеавме да набавиме мазут и да го рестартираме ТЕЦ Неготино да ставиме во функција. Исто така беше ангажиран гасниот капацитет ТЕТО да превземе енергијата по пониска цена него берзанската. Во јануари месец имавме 170 евра од мегават час, во февруари и март 190 евра од мегават час. И дополнително на крајот државата, односно владата, не задолжи да ја се справиме и со топлинската криза, односно да го превземеме привремено управувањето на БЕК и Скопје Север. Може ли Македонија да биде енергетски независна без РЕК Битола, односно без производство на јаглен? Во моментот не, затоа што нашата држава се подпира на производството на електрична енергија од јаглен. Во Битола се произведуваат 75% од вкупното производство на електрична енергија на акционерското друштво ЕСАМА, кој што е најголем домашен производител и во целост ги снабдува потребите за домакинствата и за малите потрошувачи и кажав ги снабдува исто така и Евана електродистрибуција, МЕПСО и некои вишоци кои што ги имаме одадено на слободниот пазар. Во 2031 година ние не треба да имаме производство на електрична енергија од јаглен, но исто така во меѓувреме треба да ги имплементираме новите производствени капацитети во кругот на РЕК Битол на старите рудници, по примерот на Осломеј. Исто така ќе се постават фотонапонски електрани со капацитет од 280 мегавати, кој што ќе биде субституција на повеќе од еден блок на РЕК Битол кој што сега произведува и исто така да субституција за другите два блока да биде когенеративната гасна електрана со капацитет во почетокот од 250 мегавата, потоа да се зголеми на 400 мегавати инсталирана мощност, која што ќе произведува електрична енергија, но исто така и топлинска енергија за потребите на новиот топловод кој што почнавме да го градиме минатата година, од кругот на РЕК Битола до градот Битола и при тоа да ги снабдува со топлинска енергија и општините Могила, Новаци и општина Битола. Зошто ЕСАМА, односно РЕК Битола, не копа јаглен сама, туку мора да ангажира надворешни фирми за тоа и да троши по десетици милиони евра годишно? Ние со превземањето на компанијата во 2017-18 година имавме предвидено да дел од тие потреби од надворешни компании ги откажиме, односно да се набави наша собствена механизација. Тоа успеавме да го реализираме минатата година, во 2021 година склучивме договори, се испорачаа механизација во вредност од околу 20 милиони евра. За ова година имаме предвидена уште една набавка за набавка на механизација за дисконтинуирано ископ на јаглен и јаловина за вредност од 27 милиони евра, исто така и за наредната 2023-2024, уште една јавна набавка за набавка на механизација во вкупно 30 милиони евра. Значи за 3 години до 4 ние треба да набавиме механизација за повеќе од 50 милиони евра. Тоа ќе значи дека повеќе од 50% од ангажманот кој што сега го прават надворешни компании, ќе успееме да ги намалиме трошоците, односно ќе успееме со сопствена механизација, со помош на сопствени човечки ресурси, да ги вршиме ископите на јаглен и така цената на производство на јаглен, следствено на тој производната цена на електрична енергија биде пониска од сегашните цени кои што ги имаме. За тендерска измама, токму за вакви постапки за ископ, Сеат Кочан е во затвор, но таа пракса ниту почна, ниту заврши со него. Сега опозицијата обвинува дека тендерите за ископ ги добиваат фирми блиски до Вице Заев, брат на поранешниот премиер. Како ги коментирате тие обвинувања? Видете се, јас не можам да кажам кои компании се блиски до кои во овој момент, затоа што
Истите компании кои што работат на нас за 10, 15 па и 20 години работат и денес во РЕК Битола. Тие се компании, односно економски оператори кои што склучуваат договор со ЕСМ, претходно поминати пред една јавна набавка, отворена постапка, целосно транспарентна, помината низ сите процедури на компанијата, низ сите институции кои што имат обврска да ги контролираат, тоа се Бирото за јавни набавки, Државната комисија за жалби по јавни набавки и на крајот ги склучуваме договорите. Од моето доаѓање во начелото на прво на комбинатот РЕК Битола, па сега и на ЕСМ подоцна, ние немаме жалби од по јавни набавки од економски оператори по кои што ги поништуваме постапките и тие постапки потоа завршуваат во судски процеси. Значи сите процеси се поминати транспарентно и ние имаме потврда за тие јавни набавки. Производството на струја во домашните капацитети во изминатата деценија е речиси преполовено. Зошто е тоа така? Кој е излезот од оваа ситуација? Морам уште еднаш да потенцирам дека државата се базира на стари капацитети за производство на електрична енергија. Термоелектраните се стари можеби 30-40 години. Хидроелектраните се исто така со старост од 40, 50 па и 60 години. И ние во овој период успеваме да го држиме стабилен електроенергетски систем со инвестиции во тие стари капацитети. И тие се капацитети кои што произведуваат најголем дел, речиси 90% од електричната енергија која што произведува АДСМ. И тоа производство од година година се намалува затоа што се намалуваат и ресурсите. Но исто така и хидрологијата во изминатите 2-3 години, најлоша во 15-те години од овој период, дават помали резултати на производство на електрична енергија, но тоа значи дека и предупредување за сите нас дека треба засилено да инвестираме во нови капацитети, пред се од обновливи извори на енергија, затоа што со воведувањето на карбон кредитите или CO2 кредитите, кои што ќе оптоварат цената на електричната енергија, веќе не може да биде цената издржлива кога произведувате електрична енергија од јаглен. Токму затоа нашата стратегија предвидува во наредниот период да се интензивираат инвестициите во обновливи извори на енергија. Ние во моментот работиме на 12 проекти, нови проекти, кои што треба да се изградат. Во исто време, додека домашното производство на струја се намалува, во енергетскиот бизнис се вклучени Христијан Мицковски, Кочо Андјушев, синот на Зоран Заев, синот на Муса Џафери. Има ли поврзаност меѓу овие две работи? Во изминатиот период во јавноста излегува информациите за ова ваше прашање, односно за блиски роднини на функционери кои што се во делот на бизнисот со електрична енергија. Јас можам да кажам она што е за нас важно и одговорно за државните капацитети кои што располага државата, тоа е АДСМ, и со Законот за либерализација од 2019 година и Законот за енергетика, кој што предвидува повеќе инвестиции во обновливите извори на енергија, дава можност и за сите оние кои што се заинтересирани да инвестират во енергетиката, затоа што енергијата значи живот и значи иднина. Ние исто така со тој закон сме посветени сериозно да инвестираме во делот на обновливите извори за енергија, и токму затоа ви кажа веќе сме во тек да инвестираме во тие 12 проекти. Така да сите чинители во државата кои што можат да инвестират во енергијата, вклучително и ние како држава, сме посветени да инвестираме колку можно повеќе, за да ги зајакниме капацитетите во државата и да бидеме колку е можно помалку зависни од енергија од увоз. Ви благодарам на издвоеното време. Благодарам и вас на поканата. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани. До гледање.